Денеска беше закажена 439 седница, но од причини што со разговор со сите членови така дебатиравме дека кога се прави избор на председател на судски совет е добро и пожелно сите 13 члена или судски совет да биде во пополен состав за да продолжуваме со работа. Но од оправдани причини еден член на судски совет не е денеска присутен и од причини што сите се огласуваме дека кога имаме ваква важна точка избор на председател, треба сите да сме присутни и од тоа причини денешната седница подобро се одлага и предложам да го ставам предлог на гласање да се одложи за 2.5. Кој е за одложување на седница за 2.5? Предлог го ставам на гласање. Кој е за? Јас морам Сама, може да дадеш. Значи мора да дадете да се произнесеме за мене. Не го крште деловникот. Предлог кога се става на гласање се отвара расправа. Не може вие вашиот предлог за одлагање на седницата да не го ставите на гласање. Укажувам на тоа. Значи, добро вие укажувате, јас укажувам, барам поддршка за одлагање денешката седница. Зашто јас може да кажам... Имате правото да се произнесам по однос на предлогот? Не е точка. Да, по предлог имаш право. Да. Предлогот го ставам на гласање, али пред тоа, ево, повели. Значи, Повели, окей, повели, ајде, изјасни се. Уклучете го вашиот одговор. Ви благодарам. Ова е веќе една поинаква ситуација. Очигледно 2 часа, од 11 часот до 13 часот не беа доволни, но јас се надевам дека во наредните 2 дена, колку рековте за кога ја одлагате, ќе има доволно време да се обезбеди потребното мнозинство. Мене ми е навистина непријатно што ова се случува и сега веќе знаете како, веќе е нарушена и нашата, морам да кажам, сите наши понатаму однесувања и постапувања. Тоа морав да го кажам сега, не можам да го молчам, иако морам да бидам искрена, како што сум била секогаш, дека очекував дека ќе имате мнозинство да се изгласа во овој момент, но ќе оставиме уште 2 дена да видиме дали вашето незаконско разрешување без проведена било каква постапка понатаму на некој начин ќе се легализира, спомнувајќи од ваша страна преку Уставен суд и така натаму, не навлегувам, но требаше да не заштитите вие како заменик председател и одговорен во овој момент председавач на оваа седница, да не заштитите од сите можеби влијанија, притисоци, закани и така натаму. И доблесно беше бидејќи ставот на секој судија и на секој член на судски совет е во овој момент и сега. Ако никој нема изградено дефинирано став сега, тогаш, колеги, повторно потврдувам дека ние не сме на ниво на задачата да бидеме дел од ова судско тело. Значи, не знам што може да се смени после 2-3 дена ако секој читаме, разгледуваме и седницата беше закажана вчера. Сме имале доволно време, една точка беше на дневен ред и навистина ве молам образложете ги причините поради кои се одлага. Иако за мене се познати, меѓутоа еве јавноста да чуе некои причини од вас. И вчера и денеска ве наслушавме, многу зборувате во наводници, но кога се толку транспарентна, ево јавноста е тука, по завршување или одлагање на седницата, може да одржувате прес, сите медиуми се тука и да кажувате тоа дали јас Селим Адемиев имам извршен притисок на вас или на некои други членови. Ова го тврдам одговорно. Изјаснете дали јас Селим Адемиев како заменик ви имам вас извршен притисок или на некој друг начин. Без разлика на тоа, нема да се опустаме сега во тоа дебата, законски и незаконски. Вчера расправаме 5 часа и нема сега да одиме индивидуално. Зашто кажувам, ние сме колегијални, колеги сме работили, пак вие сте член на судски совет, како сте исто денеска тука присутна и затоа предлогот за да се одлага денешната седница за 2.5 го ставам на гласање. Кој е за? Служби да бројат? Против? Значи, мислам со 2 гласа против,
е усвоен, значи предлогот, молим? Ве молам, барам поединечно гласање. Океј, кој е за? Само, кој е за? Ханиф Зендели. За. Зоран Герасимовски. Против. Мери Радевска. За. Лорета. Дека не се исполнети условите Во право. за седница и со оглед на Лорета. Ивица. што беше донесено. Против. Сашко. За. Мирсат. За. Милезим. За. Павлина. Тања. Јас пред да го дадам мојот глас, сакам да дадам појаснување. Тања, ве молам за или не Значи, пред сега да не сакам да пред отворам да добата. гласаме, морам да објаснам, да образложам. Значи те молам, Тања, кажи сега, зборуваме за одложување, сега не зборуваме за точка. Требаше да каже пред да го ставам на гласање, како кажа Весна му дадавме Јас барам да збор. се произнесеме пред. Произнеси се за или против за одлагање. Па за два дена не гледам што ќе смени, ако Добро, не може против. да... Ајде прво. А Весна? Против. Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 за. 7 и јас 8 за и 4 против. Седницата се одлага за 2.5 во 11 часот.